Почитувани гости, дами и господа, вечерва во Скопје се случува Бела ноќ на културата. Градската библиотека во Браќа Миладиновци во рамките на манифестацијата на Бела ноќ и вечерашнава промоција на книгата на професор доктор Љубомир Верцуцуловски Марксовата антрополошка критика на капиталот. Јас го поканувам директорот на Градската библиотека Браќа Миладиновци, магистар Филип Петровски, да ги поздрави гостите и присутните. Повелете. Почитуван професоре Цуцуловски и почитувани присутни дами и господа, добре дојдовте на Белата ноќ во Градската библиотека и добре дојдовте на промоцијата на книгата на професор Цуцуловски. Моја должност е да ве поздравам и да ви посакам убаво да се чувствувате. За мене, како директор на оваа институција, ова е значаен настан, бидејќи промовираме нова книга на македонското културно небо, но и поради тоа што професорот Цуцуловски беше мој професор за време на студиите по филозофија и мој ментор на завршните тези кога го завршав факултетот, односно филозофијата која заокружува моето образование. Така што со големо задоволство ве поздравувам и да ја отвориме промоцијата. Благодарам. Сега го поканувам представникот од издавачката куќа Азбуки да земе збор. Посакувам добро реде на сите вас, кои што посакавте бдењето, наречено Бела ноќ, да започнете со најважната работа на светот, а тоа е филозофијата. Дека тоа е така, нашата издавачка куќа веќе 5 години перманентно го демонстрира. Јас нема да ви должам многу, односно главниот настан не го прави издавачот, туку промоторот. Само сакам да напоменам нешто околу самата библиотека филозофија во која што се е поместена оваа книга која што вечерва ќе ја промовирам. Значи, библиотеката филозофија 5 години или 6 веќе обстојува. Ова е 38 издание од таа библиотека. Таа е поделена, условно речено, дури и по колорит е поделена на 3 дела, односно таа вклучува домашни автори, Училишто рамки, тоа е оваа тегет боја, Училишто рамки е оваа книга. Таа е, мислам, вечерва 17 издание од домашните автори. Значи, постојат и современи филозофи, преводи од современи филозофи. Тук имаме 16 издания и класични, и преводи од класични јазици, односно грчки, латински, старогрчки, латински, така имаме 5 издания. Значи, ние и натака ќе продолжиме да издаваме филозофија, колку и да тоа изгледа непрофитабилно, некомерцијално, па дури и непаметно. Тоа што сме собрани во ваков број и ваков убав број говори дека сепак чиниме